знаејќи како што веќе и во прилогот беше најавено, за следната година се подготвува проект со кој што ќе се изврши санација на манастирот, но сепак што е со останатите сакрални објекти кои што ги има на голем број во Македонија? Има ли некакви посебни планови? Да, значи сега по видување или на прилогот можам да информирам дека Управата за заштита на културно наследство и надлежната институција, тоа е Националниот конзерваторски центар, кој што е надлежен или за овој регион, веќе ги изработува проектите за првата фаза, е тоа кровната конструкција на манастирот Свети Архангел Михаел, и тие се институции кои што се грижат за сите манастири во различни региони, бидејќи има различни институции кои што влегуваат во тие региони, така да за следната година ќе се започне веднаш со оваа интервенција. Во Република Македонија има голем број на манастирски комплекси, на цркви, така да ние согласно нашите законски одредби, согласно ингеренциите на институциите, бидејќи они се тие кои што треба да водат сметка, и да конкурираат со проекти во Министерството за култура, сепак и од наша страна сме вклучени активно, планираме да прифатиме навистина значајни проекти кои што ќе дадат добри ефекти, како и овој проект што е за кровната конструкција на манастирот Свети Архангел Михаел. Токму така, но точно еден месец откако пламените јазици уништија голем дел од конациите на манастирот Јован Бигорски, тоа е уште еден сакрален објект во Македонија. До сега се собрани само 50.000 евра, тоа е еден многу мал дел од она што беше оштетено. Затоа ве прашувам, ќе превземе ли Министерството за култура конкретни мерки за собирање на потребните пари за санација на манастирските конаци? Добро, тука и Комисијата за верски прашања активно вклучена, значи во тој дел. Ние како Министерство за култура и тогаш најавивме, сега ќе потенцирам дека во моментот веќе интензивно се работи со стручни лица и стручни експерти во изработката на проектите, значи како држава ќе дадеме финансиска поддршка во реконструкција на горната порта на Бигорски манастир, бидејќи паралелно оваа година од средства на Министерството за култура и на владата се работеше новиот дел во Бигорски манастир, новите конаци на манастирите, така да активно ќе се вклучиме, како што кажавме, финансиски целосно ќе го обновиме тој дел кој што беше за жал поради објективни причини, мислам, уништен во овој период. И сега, при посетата на манастирот, амбасадорот Рикер најави целосна поддршка од Американската амбасада. Тие неколку дена пред тоа подарија и доделија грант, односно 450.000 евра за реставрација на манастирскиот комплекс Света Богородица при Плепта, еден од исто така најпознатите сакрални објекти во Македонија. Но она што е битно е дека тука не застанува таа меѓународна соработка. Значи имавме година каде што ја представивме македонската култура и на европско и на американско тло. Бевме присутни на сајмот во Франкфурт, имавме концерт во седиштето на УНЕСКО во Венеција и уште многумина такви настани кои што ги обележиме како дел од таа наша меѓународна офанзива. Што е она што следи во годината која што доаѓа? Добро, во овој дел би сакала да се задржам на неколку сегменти, а тоа е навистина успеавме да поддржиме многу значајни проекти во годишната програма на Министерството за култура, кои што проекти навистина дадоа значајен ефект и во културниот живот во нашата држава и пред се презентација на културата во светски рамки. Тоа е многу значајно да се поддржат проекти, да тие проекти навистина имаат ефект врз граѓаните. Второ, успеавме навистина со голема поддршка на многу значајни меѓународни организации, како што е Советот на Европа, Европската Унија, УНЕСКО, да реализираме голем број на проекти од културното наследство во Република Македонија. Предмал се спомнавте, со поддршка на Американската амбасада. Прво беа доделени средства за Чифте Амам, реконструкција на Чифте Амам и Даут Пашин Амам. Сега добивме средства за црквата Свети Богородица Перевлепта. Исто така имаме голема поддршка од страна на УНЕСКО. Исто така и преку Советот на Европа имаме голема поддршка во делот на процесот на рехабилитација на културното наследство. Сега пред неколку недели беше одржана и конференција во ЕУ Инфоцентарот, каде што беше представник од Европската комисија, каде беа презентирани проектите кои беа поддржани преку овој проект, заеднички проект, ќе кажам, на Советот на Европа и Европската Унија. Тоа е проектот за рехабилитација на културното наследство. Тука влезе црквата Старо Нагоричане, потоа Златкова кула во Кратово и исто така Богородица Перевлепта.
Многу е значено што имаме добри контакти, значи со овие меѓународни организации, добра поддршка и финансиски, и логистичка, се со цел нели да се промовира културното наследство со кое што располага Република Македонија. Значи, ја споменавме културната содржина која што беше во текот на годината која одминува. Имаме големи проекти за во иднина, но сепак, министерке, не можам да пропуштам да не ве запрашам за крај на ова интервју. Еден од капиталните објекти кои што беа започнати додека вие бевте државен секретар во Министерството за култура беше возобновувањето на стариот театар. Тогаш беше најавено дека најдоцна до 2009-та Македонскиот народен театар ќе се всели во оваа старонова зграда, но точно и на 2 месеци пред заминувањето на оваа година, какви се можностите, значи? Па добро, ние во програмата, значи, на владата и на Министерството за култура имаме голем број на капитални проекти. Поточно, значи, за стариот театар, динамиката која што беше направена од наша страна и тогаш беше најавено нели на крајот на 2009, на почетокот на 2010, но сепак ќе кажам, ова е многу сложен проект. Можам да информирам дека градбата, значи, веќе завршува, паралелно се работи на сите инсталации. Избрана е фирма, значи, за стенската технологија, која што технологија е срцето на театарот и многу ми е драго што стенската технологија ќе работи странска фирма, која што е успешна во овој дел, која што учествувала во изградбата и на Бојшови театар и на театарот во Фениче во Венеција, така да стенската технологија веќе се вградува и се работи во странство и се носи овде и се вградува. На крајот на месец ноември веќе ќе се избере и фирма за интериерот. Сум убедена дека ќе избереме добра фирма за интериер, која што нели ќе има можност да интериерот е во барок стил со позлата, значи баш онаков интериер кој што постоел нели во стариот театар. И јас сум убедена дека по динамиката негде на крајот на 2010, почетокот на 2011 би го пуштиле во функција стариот театар. Министерке, ви благодарам за гостувањето во вестите на Канал 5.